Пушачите наскоро ќе добијат построги ограничувања. Законот против пушењето ги помина комисиските собраниски филтри, а веќе е ставен и на дневен ред на следната собраниска седница. Пратениците од Комисијата за здравство и законодавно-правната комисија без дискусија едногласно изгласаа дека е потребно да се донесе ваков поригорозен закон. Во образложението заменик министерот за здравство зборуваше за штетните ефекти од употребата на тутун и на сродни производи. Податоците од Светската здравствена организација покажуваат дека пушењето е водечка причина за смртност и хронични болести во Македонија. Над 45% од возрастната популација пуши, што ја става државата меѓу земјите со највисока стапка на пушење во Европа. Пушењето е поврзано со повеќе од 1/3 од сите случаи на карцином на белите дробови и значителен дел од кардиоваскуларните болести. Намалувањето на пушењето води кон помал број на боледувања, повисока работна ефикасност и подолг животен век на активното население. Кај младите од 13 до 15 години, употребата на тутунски или никотински производи достигнува 13,6% во 2024 година, кое што е највисоко ниво досега. Потоа електронските цигари се искачи на 9%, а зегараниот тутун на 4,9%. 73% од младите што се обиделе да купат цигари не биле одбиени поради возраст. Со законот се опфатени и електронските цигари. Се забранува пушењето во јавни и работни простории, здравствени установи, установи за згрижување и воспитување на деца, рекреативни, спортски и културни установи, затворени базени и објекти за нега и разубавување. Нема да смее да се пуши ниту на 20 метри од влезовите на овие установи, како и од игротеките. Се забранува и пушење во сите видови на јавен превоз, вклучувајќи патен, железнички, воздушен и воден, жичаријски лифтови во објекти на аеродроми, железнички автобуски станици, езерски пристаништа, на автобуски станици, стојалишта и постојки и на растојание од најмалку 5 метри од нив, како и во приватно возило во присуство на дете. По долги преговори со угостителите, пушење е забрането во објекти за исхрана, ресторани, барови, кантини и слично. Дозволено е да се пуши само на отворени балкони и тераси на објектите, како и во оградени простори со стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради, доколку се отворени од најмалку 2 страни или од една страна и целосно отворен кров. Законот ќе биде изгласан деновиве, но угостителите ќе имаат рок од 12 месеци за соодветно да ги преуредат терасите на кои пушењето ќе биде дозволено.